Дека креативноста и упорната работа даваат резултати, покажуваат новите успеси на учениците од Основното училиште Марина Попиванова на државниот надпревар за млади техничари и иноватори, што во саботата се одржа во Основното училиште Владо Тасевски во Скопје. Во силна конкуренција од ученици од основни училишта од цела држава, ученичката Теодора Санева го освои првото место во категоријата автоматика. Направив лавиринт со кој ќе употребам повеќе автоматски движења. Најпрво купив фиверката во форма на квадрат, 1 метар на 1 метар, потоа изработив рампата на која направив 4 дупчиња, од кои 2 за оската на движење и 2 за поврзување на зупченикот и рампата. Пред рампата ставив сензор за детекција и кога роботчето ќе се приближи, таа се крева. Го направив семафорот со 3 LED диоди, црвена, жолта и зелена, потоа го направив и тунелот, на него направив 3 дупчиња во кои ги вметнав 3 LED диоди, фотокелијата ја ставив во цилиндрично капаче во тунелот. И таа секогаш е на темно место и секогаш никогаш не е вклучена. Потоа ја направив завесата, ја направив од платно, исто така од прозорни пенкала, оската и ја ставив во капаче и внатре го вметнав електромоторот. Второто место го освои ученичката Сашка Јованчевска во категоријата фототехника. Требаше да завршам 2 задачи. Првата задача беше дополнителна задача која што морав да извршам од дома. Поточно требаше да понесам 3 фотографии на тема екологија и 3 фотографии на тема слободна. А таму, на надпреварот, имав за задача за време од 1 час да направам 10 фотографии, кои исто така ќе бидат на тема екологија. Трето место освои ученикот Горјан Илиевски од Оризари во категорија роботика, а ученичката Јана Игнатова 6-то место во категоријата градежништво и архитектура. Учениците работеа под менторство на наставничката по техничко Мариетка Стојанова. Имавме јака конкуренција, меѓутоа најдобрите секој пат го заимаат тоа што им следува. Така да, морам да кажам дека за градежништво и архитектура имаше многу јака конкуренција. Меѓутоа, сепак јас сум задоволна од ученичката што покажа, затоа што ја представи старата архитектура во Македонија, имаше застапено сите белези од старата архитектура, така да училиштето беше во најдобро светло представено. Да се биде прв во државата бара голема упорност и труд, но и залагање во совладувањето на наставните содржини. Учениците и наставниците се презадоволни од постигнатото на државниот надпревар и заради тоа што достојно го представија училиштето и општината на државно ниво.